Почитувам господина Единовски, вие сте по професија градежен инженер, предпоставам. Дипломиран градежен инженер. Да. Колку досега објекти имате изградено со вашата фирма Космос инженеринг? Не како вие личност, туку како фирма. Со Космос инженеринг е прв објект. Прв објект, благодарам. Дали како градежен инженер основниот заверен проект треба да стои на лице место на градбата? Во просториите кај што се гради. Видете, основниот проект беше само на 100 метри од канцеларија. Јас прашувам кратко, дали според законот за градење основниот заверен проект е потребно да стои на лице место? Да, и беше даден на инспектор. Ако таа тврди дека не беше даден, и беше даден. Инспекторката, знаете вие дека овде сте под кривична и морална одговорност. Инспекторката при вашиот увид, ви се молам да поставам прашање. И се даде основен проект. Значи, инспекторката проект со метар мереше на градилиште. Инспекторката тврди дека при инспекцијски надзор вие сами сте рекле дека не ви е тука основниот заверен проект и дека си печатите од компјутер ситуации кои што ги градите. Дали е тоа точно или не? Не е точно, спрема. Ке си поставите, прашање кој ќе дојдете на ред. Според член 53 од Законот за градење, на објект може да се користи проектот во печатена форма и електронски запис на проектот. Јас и реков дека ние користиме електронски запис затоа што основниот проект е многу обемен. Добре, да се прекратиме. И на претходниот ваш колега ви се измоли. Ве молам, колеги пратеници. Ке ве молам во писмена форма да го доставите до собранието основниот заверен проект кој што ви издаде, не оној кој што барале промени, значи основниот кој што врз основа на кој сте почнале градба издаден од општина Гази Баба и да ја прекрати. Сакам да ве прашам уште една работа. Дали кога е точно почнала градбата на објект? На 25.12. На 25.12 која е прва ситуација во градежниот дневник? Видите, јас работам. Прашувам, значи, која е прва ситуација запишена во градежниот дневник? Ве молам, пратеници. Председателе, ке ве молам, колешката Билијана да се изслушам. Дозволете на сведокот, повели сведок, прашање, одговор. Ве молам. Да. Чекай. На еден дел од објектот се почнати со работа на бетонски работи. Ве се молам, вие сте градежен инженер, јас не сум граден инженер. Дали може веднаш, уште првиот ден да се почне со бетонски работи, без претходно да има одредени подготовки на самиот проект? Дали е тоа ископи ако се работи или така натаму? Кажав јас дека на еден дел од објектот беа извршени искупувања, значи заради... Кога беа направени искупувањата? Со подготвителни работи и беа искористени... Значи, вие сте почеле да работите без одобрение? Не, погрешно, дозволете ми да се искажам. Јас ве прашав која е прва ситуација во градежниот дневник. Вие ми рековте 25.12. Пратеници, првата ситуација која што ви е напишена во градежниот дневник, вие бетонирање. Дозволете да одговорам, вие не дозволувате да одговорам. Значи, како е можно вие да почнете со бетонирање како прва ситуација во градежен дневник без претходно да направите подготовка? Ќе ми дозволите да одговорам? Може, да, слободно. На објектот беа извршени теренски испитувања и на еден дел беше ископано и беа откриени, мислам, докажани некои геомеханички работи што треба да бидат составен дел на изведбата. Така да на тој дел е почнато со бетонски работи. На тој ден, а ископот си е проложен. Благодарам. Завршивте? Да. Фандерит.